Витанова не остана само со мојата визија, во таа поддршка не поддржа мојот татко и брат ми. Ние сме партнерска компанија и фамилијарен бизнис. Многу ми е драго дека развојот на компаниите во Македонија во делот на фамилијарниот бизнис во еден период стагнираше, а сега иде во експанзија, бидејќи 2000 до 2006 година велев фамилијарните бизниси се растураат и не постојат тука како диносаурусите, а јас соработувам со компании кои што имаат преку 150 години екзистирање на четврти и пети генерации на фамилијарни бизниси. Дали е предизвик или не е, се зависи нели од личниот развој, личната сатисфакција. Меѓутоа, кога имате една визија да чекорите кон целта, не постои нешто што може да ве врати назад. За секоја жена, индивидуа, личност. Само кратко ќе ја споредам успешноста во сето тоа, а ќе се препознаат, пошто повеќето овдека се жени. Секој од нас наутро станува, јас дури денеска се размислував што да облечам, па нели што чевли да ставиш, па кој кармен да ставиш, па дали треба оваа ташна. Всушност, ги користиш ресурсите со кои што располагаш. Истото е во бизнисот. Вие ги користите ресурсите кои што ги имате во тој момент. Предприемништвото го дава моделот на користење на тие ресурси. Менаџирањето понатака е ваша лична индивидуална карактеристика, нели? И ќе направите грешка, секако. Можеби сум сгрешила денеска со овој тип на чевли, со оваа марама, со овој. Истото е во предприемништвото и во бизнисот. Ќе сгрешите во еден чекор, во втор чекор, во трет. Од едни чекори, од едни чевли ќе имате крвави нозе. Ама вие си знаете како за следниот пат треба да го смените тоа. Така да, ќе кажам како паралела, користејќи ги своите внатрешни сетила, вие знаете до каде можете и во бизнисот, и во животот, за да станете успешни. А на крајот на денот успехот не е една титула, не е среќата успех, туку е тоа дефиниција на умот, со што вие сте среќни. Витанова работи не само во еден сегмент. Витанова не работеше, почна како дистрибутер на суровини, меѓутоа понатака го прошири својот сегмент на делување и во имплементација и развој и реформулација на рецептури. Пред извесен период, напоменав, велам, ние сме џуџињата од таа страна на приказната, што ја прават убава, за да производителите имаат квалитетен, безбеден и сигурен производ, бидејќи на крајот на денот и јас сум консументот или пациентот што ќе го примени тој производ. Драго ми е да кажам дека соработуваме од мали стартап компании до големи корпорации. Ја правиме целата формулација на рецептура, ја произведуваме, соработуваме со нашите партнери, користејќи нивната експертиза, ги доедуцираме нашите луѓе, се доедуцираме самите себе. Јас и денеска се едуцирам, завршувам докторски студии на иновативните технологии во храна и нутриционизам. Така да процесот на успехот, на тркалото да се заврти е постојано, нема стоп, нема застанување. Јас ќе зборувам за себе. 2006 кога имав желба да ја отворам компанијата, за некого ќе звучи дека е многу одавна, јас имам истата желба да продолжам понатака и уште повеќе да напредуваме во сето тоа. Така да мислам дека е лична потреба да ги задоволите своите сетила на успехот. И секогаш е тој дисбаланс на дали треба или не треба да се донесе одлука за нешто во бизнисот. Меѓутоа, ќе напоменам, во било кој бизнис, одлуката што ќе се донесе треба да бидете спремни и ако не е правилна одлука да го поднесете, да поднесете одговорноста дека сте ја донеле таа одлука. Не секогаш сме направиле прави одлуки, сме имале загуби, сме имале погрешни чекори. Меѓутоа, бидејќи јас сум носителот на тие одлуки, ниту во еден момент не сум се покајала до сега за одредена одлука, бидејќи секогаш тврдам дека од се учи. И од погрешна одлука, и од погрешен бизнис, вие учите некаква лекција.